Во студиото на Здраво Македонијо, по 9 часот се дружиме со Наде Костадиновска-Спасеновска, магистер по етнологија и антропологија, Мери Арсова, автор на книги, и текстописецот Александар Стевановски. Останете со нас до 11 часот. И еве во вториот дел од емисијата, каде што ги пречекуваме и нашите гости. Вие имавте прилика да слушнете кои гости ќе ни гостуваат денес. Со Александра им направивме и кафенце и чај, ги пречекавме, масата ни е полна, овој пат со книги. Како што велиш ти, љубителите на пишаниот збор, ќе уживаат денес. Добро утро за тебе, добро утро за целата македонска јавност. Домакинки во овој дел ке сме јас и Бисера, ке обединиме интересни и различни теми, а и како ќе имаме што да зборуваме и да прикажеме на малите екрани со цел идеја да го задржиме вашето внимание. Но како што е редот да се ги поздравиме. Така, да ги поздравиме кој за прв пат, кој веќе има искуство пред камери, а кој е малку труден, како рековме. Малку повеќе. Мери, ти благодарам што ја прифати поканата. Ти си во 7-миот месец од бременоста и веднаш да кажам на почетокот, доколку ти имаш потреба да станеш, да отидеш позади камерите, слободно за тебе правилата нели се други. Само да не ги се, да. Правилата се други за Мери, да. Благодарам и фала на поканата. Да се чувствуваш пријатно, сакам. Инаку Мери не е автор на книги и целта за тоа што те повикавме тука е промоцијата на вашиот последен роман, тоа рече се мајка, и во текот на емисијата ќе зборуваме за романот, за македонските писатели, за поддршката која што ја добивате едни меѓу други, секако да слушнеме за каков роман станува збор. Добре дојде уште еднаш, чувствува се пријатно. Добре ве најдов. Така. Веднаш до Мерини Александар Стевановски, кој што не е за прв пат во Канал 5 телевизија, текстописац. Ако често ни доаѓаат пеачите или пеачките, да слушнеме кој им ги пишува текстовите, какви текстови се пишуваат и после тоа како одбирате кој да ги пее. Добре ни дојде, Александар. Добро ве најдов, добро утро за вас, за гледачите пред малите екрани, добро утро за дами во овде околу нас. Да, единствено машко. Со оглед на тоа што сум опружен со толку дами, се надевам дека ќе биде одлична емисија. Да. Супер, ќе ти биде. И веднаш до тебе е магистар Наде Костадиновска-Спасеновска, етнолог и антрополог. Убаво кажав? Така. Да, убаво ги кажав називите. Како и кустос на народни носи во Националната установа Музеј на Македонија, каде што и ние често сме доаѓале да направиме интервјуа, да ги видиме носиите и да им ги презентираме на некој начин на нашите гледачи. Нада, добро ни дојде сега ти на наш терен. Добро ве најдов, добро утро и на вас и на сите гледачи на Канал 5 телевизија. Така, имаме интересни теми да зборуваме и со вас и се она што ни го донесовте, особено кога се народните носи во прашање. Александра, кај тебе се поблиску. Така е. Не знам од што да започнем, затоа што навистина полни раце имаме. Наде секоја чест за она што го правите. Неуморно го следиме вашето творење, вашата работа и јас би навистина посакувам да сите музеи бидат исполнети со професионалци како што сте вие, за да ја зачуваме историјата, да ја негуваме и да ја пренесуваме како што вие го правите тоа. Но ајде, што всушност работи еден етнолог и колку е важна оваа професија денес? Етнологијата и антропологијата се важни професии за зачувување на нашето културно наследство. Пред се за запишување на нематеријалното културно наследство, но и прибирање и зачувување на материјалното културно наследство, кога се работи за етнолози вработени во музеите. Значи, во музеите, јас како кустос етнолог, значи ние имаме задача пред се да го прибереме нашето културно наследство, потоа да го зачуваме, да го евидентираме, документираме, да го соодветно да го промовираме, презентираме тоа преку нашите изложби, постојани етнолошки поставки, привремени изложби и така натаму, но и да го проучуваме. Значи секој предмет мора да биде добро проучен и добро запишан за следните генерации да знаат зашто се употребувал тој предмет, кога се употребувал и така натаму. Исто така, кустосот етнолог има задача и да ги едуцира помладите, да речам, но и останатите, за што е тоа што значи нашето културно богатство, колкаво културно богатство имаме и што е она што представува традиција и култура, без која секако не можеме и мора да ја градиме и понатаму, нели доколку сакаме да имаме и наша иднина. Исто така,
етнолог не представува само запишувач, да речеме, на се што поминало, туку етнологот ја следи и анализира и моменталната состојба во општеството, така да може да го направи и континуитетот кој настанал, кој бил во минатото, но и промените кои настанале нели во текот на во денешното општество годините. И тоа е нешто што ја се трудам во моите трудови, публикации и да го направам. Значи, како било во минатото, но што е она што го имаме и денес и можеби некои промени кои треба да ги направиме, нели, за да бидете подобро во некои од сферите. Многу се сензитивни темите на кои работите, но би ве запрашала колку успеваме да го зачуваме македонското културно наследство? Тоа е малку, да не речем, чувствително прашање, бидејќи во принцип ние како нација никако да се освестиме дека имаме преголемо културно наследство. Толку големо што може и навистина да придонесува за голем развој на самата држава, но и да направиме и голем прилив во буџетот, да речем, за државата, бидејќи секој регион во Македонија си има свое посебно културно значење и културно-историско место од кое што може да се развива секако вид на туризам. Така да тука секако големо значење имаат и институциите, но и министерството, кое што малку треба да го кренеме нивото и на размислување и на свесност, и за да може понатаму соодветно да го зачуваме, но нели за да остане за наредните генерации, така да сето тоа е аманет наш, кој што навистина мора добро да го чуваме. А што се влегува нада во тоа културно богатство, кога ќе кажеме културно богатство? Културно богатство, значи тоа е нематеријално и материјално културно богатство. Во нематеријално културно наследство представуваат, значи, сите оние обичаи кои што ги имаме за сите празници, свадбени и така натаму. Меѓутоа и сите наши песни, фолклорни елементи, приказни, легенди и така натаму. Значи сите се преубави, во сите нив можеме да го видиме и нашиот стар македонски говор, нашите диалекти и така натаму. И сето она што ние како етнолози и истражувачи го запишуваме од постарите генерации. Тука исто и во Невеста и во другите. Така, тоа сакам да го надоврзам на овој разговор. Доста такви елементи кои што ја сакам да ги запишувам, нивните реченици, нивните мисли да бидат запишани, затоа што тоа е нешто што се губи понатаму, бидејќи нели луѓето како жива материја. На насловната страница од носијата од кој регион на Македонија? Кај Невеста е општеполска народна носија, невестинска народна носија од Овча поле. Ја земав таа како поспецифична, да речеме, можеби затоа што не е толку представувана во јавноста, иако е репрезентативна. Невестинската народна носија опфаќа 8 кошули, значи кои што невестата ги облекува, меѓутоа доколку нели не може да или нема 8 кошули, се поставуваат 8 ракави, ракавчиња кои што се тука се интересни бидејќи на ракавите од страната имаат рачно изработени сорки кои што се карактеристични токму за овој регион и навистина се прекрасни како некои мали тантели кои што се додаваат на ракавите и сите тие се различни, нели од помали кон поголеми и така натаму. Наде, прекрасно е ова. Поглед нежен, полн љубов и почит, збор благ неизустен, на усни да виси, не заборавај, невеста ти си. Да, таа е моја поезија, ја има во книгата. Секоја чест. Една песна напишана многу одамна, меѓутоа беше си го најде местото во оваа книга. Така. Секоја чест. Тие се коцел кој се става во задниот дел на кај невестите, значи за време на венчапката, на свадбата, и има различно значење. Пред се и дава нели поубав изглед на невестата, иако е тежок и мора да го носи во задниот дел на грбот. Меѓутоа означува и тежината на невестата во смисла не само на бременоста, туку и наследниот животен статус во кој што влегува невестата како мажена жена со сите тие обврски нели кои што следуваат, така да ја припремаат уште на почетокот да знае дека каков ќе биде животот понатака. Баба ми велеше да женските деца 2 пати се раѓаат. Еднаш кога ќе се роди, вториот пат кога ќе се омажи. Денеска малца поинаку е, но
Ќе збориме за традициите, обичаите, Така, ќе ни открие има нешто многу за наде што да се во зборува. текот на емисијата, да. А она што ги поврзува нашите гости Александра, рековме пишаниот збор, сите творат, сите пишуваат, така и Александар. Споменавме дека ни доаѓаат гости пејачи, пејачки, меѓутоа освен оние кои што се кантавтори, па сами си ги пишуваат и текстовите на песните, некој треба да ја создаде и музиката и текстот за тие тоа да го отпеат. Па како оди целиот тој процес? Се пишува прво текстот, се прави музиката. Знаеш ли како текстописац однапред за кого ја создаваш таа музика или тој текст? Па за да би знаел за кого ја создаваш, мора да ја пишуваш наменски, некој да ти побара и да ти објасни отприлика што сака, што бара, за да можеш да го пронајдеш него во целата приказна и да можеш да ја создадеш таа приказна. Така. Но јас најчесто пишувам воден по своите чувства, по своите емоции. Па тоа ќе прашав дали има твоја лична приказна во тие текстови што ги пишуваш? Па мислам дека во поголемиот дел има, бидејќи не можам да кажам дека ги пишувам според лично доживување, но во секоја напишана песна се пронаоѓам длабоко, така што Значи, не би рекол дека не се создадени за некој конкретно, тука и си се пронаѓаш и ти самиот. така. Добро, тоа значи дека повеќе од сопствено искуство си пишувате. На некој начин, да. На некој начин. Каква е соработката со нашите пејачи? Со кого соработувате најмногу? Какви песни пишувате? Љубовни, тажни, семејни? Најчесто соработувам со Ѓоко Јовиќ од Energy Band. Поголемиот дел од песните во последните години му ги имам напишано јас. Зборам за песните од народниот дел, од поп-фолк жанров, затоа што снима и падна телефонот. Се случува. Ќе го кренеме и телефонот, не се Снима и забавен стил на музика, но јас не се држам толку за забавниот стил. Се пронаоѓам на некој начин многу повеќе во народниот стил, во традиционалното изворно македонско и се држам до тоа, така што пишувам за него најчесто, освен тоа со него соработувам и на тој начин што јас пишувам песни, Ѓоко прави музика за истите, во студио се прави, се изработува демо верзија, се нудат понатаму на многу наши пејачи, на пејачи од соседството. Така. Значи вие сте тим. Да, Со Ѓоко. само што морам да напоменам дека во Македонија е малку потешко да се работи со музичарите. Не можам да не би сакал да навлегувам од кои причини конкретно, но малку е потешко затоа што Потешка е соработката? Да, потешко доаѓа до соработка. Не би изборувал за финансискиот дел, но сакам да напоменам дека според мене ако еден автор знае да си ја работи работата, барем верува дека знае да ја работи работата, дека поседува некој квалитет и истиот тој квалитет го нуди, треба да го работи случајот тоа. А ние се наоѓаме во ситуација во Македонија каде што повеќето пејачи за жал или во некои ситуации за среќа, пошто некаде ќе помине тоа, ама е многу ретко, сами си ги пишуваат песните и мислам дека тоа не е окей. Така, па затоа и споменав, има и кантавтори кои што сами си ги пишуваат песните. Сакате да кажете дека ви ја зимаат работата на некој начин на вас текстот? Не е за работата, проблемот е што јас ако не можам да ја работам таа работа да екзистирам од неја, јас ќе работам било што друго. Проблемот е наследството на она што го оставаме на Македонија како наследство во таа смисла, така што за да остане нешто во наследство на Македонија како културно изворно наследство треба да е нешто што ќе вреди и што ќе трае. А сега Да, има повеќе кантавтори. Да не речам и поголемиот. Јас познавам и кантавтори кои што се одлични. Например, веќе го споменам, Јордан Митев прави музика, прави текст, сам пишува, сам прави музика, секоја чест за него. Има уште неколку, но мислам дека повеќето пејачи во последно време сами си ги пишуваат песните, не знам од која причина и тие песни се обично со краток рок, тоа ми е муабетот сега некаде. Колку новата технологија ќе ги замени некои професии, еве со AI, алатките со се она што ни предстои, колку сметате дека еве споменувате дека работата е веќе земена, но колку новата технологија може дополнително да воведе нов бран на нов начин на работа и изработка на одредени работи? Па тука би бил краток и дециден, мислам дека во мелодискиот дел во поставување на мелодија може да замени многу, но мислам дека за да вештачка интелигенција напише текст и да ја вметне онаа душа што може жив човек да ја вметне, мислам дека не би можела тоа да ни најмалку да го замени. Сте пробарали на некој од AI алатките да направите текст? Не сум пробал и мислам дека не сакам да пробувам затоа што мислам дека не може таа вештачка интелигенција да ме пронајде мене во целиот тој текст. Ако ќе бегам од себе, сакам нешто да создадам,
немам зашто го создавам. Така да не се служам со такви алатки. Така, на ова прашање може Мери да ни одговори. Еве кога вештачката интелигенција во прашање и пишувањето книги. Така, дали може, како што праша Александра, да замени човечка мисла, да замени автор? Веќе имаме зборувано на оваа тема со колегите автори и пошироко со луѓето и читателите, меѓутоа и со авторите. И сите се сложуваме за едно нешто, дека вештачката интелигенција не може, барем не до овој степен на нејзин развиток, да ги замени авторите, затоа што убаво кажа ете еден текстописец дека не може да ја замени душата што ќе ја вметнеш и емоцијата која што ќе ја вметнеш, затоа што вештачката интелигенција може да се каже дека на некој начин пластично ги пишува работите. Да, значи он си има некој терк, си оди по него и ние знаеме да експериментираме, знаеме нели да дадеме дел од нашето искуство, можеби понатаму, не викам дека нема да дојде можеби до тој степен да вештачката интелигенција прави некој вид на подобри или да не кажеме совршени текстови на песни или на книги. Меѓутоа сега за сега мислам дека не треба воопшто ни да постои страф кај авторите, текстописци, сите оние што се бават за оваа работа, затоа што најчесто гледам дека и некој да се користи со вештачка интелигенција, на крајот пак ќе треба да внесе нешто свое, односно нели да го моделира тоа што му го има дадено како може ова одговор. само да не е како патокас или како насока, условно кажано, за да така, го подобриме. така, Може точно. еве додека разговаравте со Бисера на Му напиша? Да, напишав еве песна за Македонија да ми даде. Ова е алатка која што ја искористив, баш ќе прочитам сега еден рефрен и дури иде дотамо што буквално алатката ве прашува во кој стил сакате да ја напишете, веќе го прочитам барем еден стих, значи во овие секунди додека разговаравте. Значи побарав да направи песна за Македонија. Еве барем еден рефрен. Каде и да одам, каде и да бидам, твојот глас ме враќа дома пак. Дури оди дотаму, ако сакаш песната да звучи како голем фестивалски хит во стилот на Тоше Проевски или Калиопи, но со целосно оригинален текст, можам да напишам помоќен, поемотивен рефрен. Значи, алатка која што за неколку секунди ова го направи и изработи. Така да, интересно е, не знам, јас веќе подолго време ја користам, истражувам и навистина, но само треба да имате одредено предзнање за истата да ја користите во поголема насока. Колку етнолозите, антрополозите или сите оние кои што сакаат да ја срочат цела историја, цело познавање, овие алатки може да ги користат за одредени, не знам, работилници, колку се служите со новата технологија? Како еве музеот настапува во овој дел? Моите колеги најверојатно и се служат, не знам, не сум сигурна, јас не се служам. Јас доаѓам од музеј каде што технологијата се уште не е на некој јако ниво. Меѓутоа, како што кажа и другите колеги по пишаниот збор, така и јас мислам дека тоа што човечката душа го создава во моментот, не може да го создаде ни една технологија. Да, таму е убаво тоа што го прочитавте, меѓутоа тоа наликува на некои други, можеби стихови што ги имам прочитано, така да, тоа е исто. Се генерира од се она што е поставено, значи јас тоа велам, сепак треба да имате одредено предзнање за да може да знаете колку истото е во која насока. Плагијат или ете така. Така да се она што човекот ќе го напише од сопствената душа, од сопствениот ум, не може да го направи ни една технологија. Така да јас имам и премногу идеи што не сум стигнала се уште да алатката да ми ги генерира, туку ете така си доаѓаат самите. Да вистина имате плејада на книги, на се она што го имате напишано, да зборуваме малку за ова дело кое што е во моите раци, секако за останатите. Зашто станува збор на? Тоа е скриеното богатство на мојата баба, една сликовница која што настана многу случајно. Мислам дека беше за време на ковид пандемијата, да, работена идеја на мојата керка, која ми рече, мамо, пишуваш ете за возрастните романи или разни работи, меѓутоа зашто немаш ништо за децата. И тогаш заедно ја напишавме и оваа сликовница, која што представува едно
една посета, да не речем путешествие, бидејќи се одвива за период од една недела, на мајката и детето кај незината баба, односно прабаба на девојчето. И тука е напишано се што девојчето го гледа и го истражува во селото каде што живее незината прабаба, и тоа е една, може да речем, вистинска приказна, значи се работи за мојата баба, посветена е на незе, Нада од Агино село, која што и раскажува на девојчето низ целата таа приказна што секој предмет значи и што како они живееле во минатото, што изработувале, тука се нели килимите, народните носи, и што всушност за незе представува богатство. Бидејќи со оваа сликовница имавме и доста предавања низ училиштата и градинките, и секогаш на прашањето што за вас представува богатство, децата има разни одговори, но најчесто беше љубовта. Така да и оваа приказна на некој начин ја представува љубовта на бабата кон минатото, односно кон незиниот начин на живот, и скриеното богатство представува незината народна невестинска носија. Прекрасно, прекрасно навистина. Така да тука доста е обрнато внимание и на народните носи за децата, нели, малку да имаат допир до се она, нели, што значи традиција. Еве, споминавте дека сте ги посетувале детските градинки. Што е најнепознато за нив, а што е условно кажано откриено за нив? И што представува за нив богатство? За нив богатство представува љубовта, нели, од родителите, другарчињата. Така да во принцип во глобала знаат дека материјалното и не е големо богатство, туку она што можеме, нели, да го имаме како спомени, пријателства и така натаму. Со сликовницата одевме и по училиштата, и кога предавам, нели, во таа насока за културното богатство, децата се интересираат и познаваат, меѓутоа и не познаваат многу работи. Може би познаваат на општиот начин на живот, дека, нели, тогаш луѓето немале вода, од каја носеле водата, што значи бунар, што значи барда, како се изработуваат тие делови, меѓутоа во глобала тоа е тоа. Да, и може би постари музички инструменти, да. Другото и не им е познато. Преку овие сликовници, Нада, кои што ги имаш и ти напишано децата за културното богатство. А Александар, што ја прави една песна безвременска? Сведоци сме на песни кои што се пеат 15, 20, па и 30 години. Еве од Тоша песните, например, до ден денес ние се уште ги слушаме. Дали е тоа до текстот, до музиката, целосниот аранжман? Што ја прави една песна и изведувачот? Или до изведувачот, или соработката помеѓу изведувачот и текстописецот? Па мислам дека пресудно и најклучно е тоа, мислам дека пејачот треба да поседува некој X фактор. И јас извинувам, ја не можам да продолжам емисија, имам премногу трема, не сум наспиен и имам некој, можам да се обидам, ама не би сакал да се доведам во ситуација да се најдам на тапет, да се најдам на тапет пред публиката, така е што написа кафе, ајде ти одмори малку, а ние ќе продолжиме со Мери, со незината книга. Не успеавме, Мери, да ја спомнеме, но затоа сега ќе ја спомнеме книгата, рече се Мајка. Тоа е оваа книга која што дожива своја промоција. Тоа беше сега во месец јуни. Споменавме дека пишувате психолошки трилери, всушност и оваа е книга психолошки трилер. Зашто станува збор, Мери, особено кога пишува дека е инспирирано од вистински настани? Еве гледачите може да ја видат. Така, оваа книга, морам да кажам дека веројатно и најдрага ќе ми биде до сега од сите 3 книги, затоа што не само што обработува една психолошка тема, што мене навистина ми се интересни, туку и тоа што како што пишува, инспирирано од вистинска приказна, а таа вистинска приказна е за деновите по моето раѓање. Всушност приказната е на мајка ми и е пренесена токму така како што и се случувала. Станува збор за едно 3-4 дена во болница и е навистина травматичен период. Нема да откриам што точно се случувало тогаш.
а се она што е во втор дел од книгата е фикција, значи буквално е поделена книгата на вистинска приказна и фикција и е направено еден добар склоп од таа мешавина. Така. Чекор сте и вие да станете мајка, па колку емоциите беа испреплетени со тоа што вашата мајка ви го пренесуваше и со тоа што го преточивте во авторското дело. Да, искрено да ви кажам, малку кога дознавме дека сум бремена, така бевме затечени затоа што треба книгава да излезе и рече си мајка, е психолошки трилер и рече си мајка, многу гледам од читателите дека го разбираат како нели некоја жена која што ќе се оствари како мајка и не гледаат во тоа нешто загадочно и страшно. Меѓутоа речи си мајка како таков наслов не е тоа дека некоја ќе стане мајка, затоа што ликот во книгата веќе се остварува како мајка, но потоа се случуваат некои непредвидени ситуации во болницата, во кои што сето тоа ќе се измени, значи нејзината улога на мајка ќе се измени за жал. И да оставиме како тригер ќе оставиме сите оние кои што сакаат да прочитаат интересни, особено во овој период од годината кога имаме повеќе време на одмор или едноставно да го посветиме времето и вниманието, каде може да се најдат вашите книги, бидејќи колку што гледам издавач е Антолог. Да, на втората и на третата книга Куски певолчати речи се мајка издавач Антолог, а првата книга Опасна игра, која што ми е дебитантски роман, е во издание на Арслами на литература. Пошто се разликуваат овие книги, бидејќи имаме две од тебе, вкупно 3 имаш напишано, речи се мајка е третата книга која што напишавте. Сите се психолошки трилери? Не би ги ставила во тој жанр на психолошки трилери. Најповеќе е третата, психолошки трилер со психолошка драма. Претходните се повеќе како крими трилери. Може би нели почист облик на трилери, иако јас и не сакам многу да ги делам книгите на жанрови. Мислам дека книга си е книга и едноставно може да изобилува со мноштво теми, идеи, така да не сакам да ги ставаме во некоја клапа, меѓутоа да, дефинитивно не се романса или драма, туку се трилери затоа што имаат криминалистички елементи. Така. Зборувавме позади камерите колку македонските читатели ги поддржуваат со тоа што ги читаат македонските автори и вашите книги. Споменав и јас дека сум љубител на книги и на психолошки трилер, но навистина кога ќе влезам во библиотека или на место каде што можам во книжара да купам книга, прво некако странските автори ги гледаме. Зошто е тоа така? Зошто прво да не ги гледаме македонските? И дали се зголемува сега бројот на читатели кои што ги поддржуваат македонските писатели? Дефинитивно, да. Значи, мислам дека пред короната и немаше многу домашни автори. Мислам, имаме и многу познати автори кои што се и во странство, нели, познати, издаваат и во странство. Меѓутоа, баш вака жанровска литература не пишуваа многу млади автори пред короната. Некако околу тој период се измени тоа и точно тешко беше читателите малку од премногу странски автори, премногу голем избор на странски автори да се пренасочат на домашни автори. И јас бев скептик, значи исто како сите вас, иако сум и автор, ама пред се сум читател. И јас кога ќе влезав во некоја книжарница, прво или на сајм кога ќе отидев, јас ќе одев со странски автори. Кој ви е омилен автор? Така прашам јас. Тоа е многу тешко прашање. Мислам дека мало да има на тие автори што можат да одговорат на ова прашање. Но ако земам од оние автори што пишуваат во мојот стил, би ги издвоила Крис Картер, Донато Каризи, да, значи тоа исто се луѓе кои што пишуваат трилер. Јас не сум за Фицек. Имам love-hate relationship со Фицек, така да. Еве сега во Сакам книги имаше за него настан. Имаше, да. Да, јас присуствував и ете реков дека затоа што имам 3 прочитани книги од него, дека ќе му дадам и 4-та шанса, па се земав една од поновите, па ќе видиме сега дали ќе ме разубеди. Така. Но интересно е кога кај зборуваме за пишувањето, јас би сакала да посветиме повеќе време и внимание на жените како наследнички. Наде, од каде инспирацијата да го оставите ова како аманет, да го испишете се она што го имаме? Зборувате во овој дел за Скопскиот регион, да не сватат погрешно, значи секој регион си има своји, условно кажано, правила, своји обичаи, своји адети.
жените како наследнички настана како едно прашање кое што кај нас не само што не е одговорено, туку не е ни покренато. Јас сум можеби една од ретките етнолози, автори кои што истражувале на ова прашање на нашата територија и токму затоа им интересираше. Овдека се опфатени не само обичајното наследно право, кое што нели секако е различно во различни региони, меѓутоа во глобала кога се работи за ова прашање е, да не речам тука некаде. Додека пак законската регулатива, која што е опфатана со законот за наследување, значи иста секаде. Така да во обичајното наследно право жените се тие кои што нели немаат многу глас и не се прашува нивната желба за наследување ниту пак потреба, бидејќи во минатото тие одат во друго семејство, значи таму ја продолжуваат лозата, таму е и наследството, но не незиното, туку наследството на незиниот сопруг. Така да жената всушност нема наследство како имот, доколку незината мајка не била, например, единица или пак имала сестри. Тогаш тоа наследство по мајчина линија може да го наследи и сестрата и братот. Меѓутоа, доколку наследството припаѓа само на таткото и е негово наследство, тогаш ќерките се исклучени од наследството и наследството оди по машка линија. Така да тоа прашање понатаму нели со законската регулатива е променето, меѓутоа многу пати сум го кажала, има елемент кој што во законската регулатива се уште стои така, каде што жената не може да наследува, а тоа е доколку незиниот сопруг почине пред да почине оставителот, бидејќи односно неговиот татко. И тој не добива наследство. Меѓутоа, тука неговата жена, ако е венчана сопруга, таа сепак не добива наследство. Така да наследството оди директно на внуците. Што ви беше во истражувањето најинтересно, најконтрадикторно со денешната реалност која што ја живееме и што вам ви изненади како етнолог, како истражувач, како некој кој што историјата ја познава и ја знае, но и денешната реалност? Што за вас беше најинтересно? Во обичајното право многу не се изненадив, меѓутоа токму ова сега што ви го кажав, беше навистина големо изненадување, како и денеска во 21 век, ние се уште го имаме неодговорено тоа прашање. Така да жената која што, например, јас имам таму и примери од решенија и други работи. Да, тоа сакав да го споделам. Цел живот, значи, вложувала во една куќа, во едно семејство, меѓутоа сега таа не е виновна што незиниот сопруг починува пред неговиот татко да го реши имотното прашање, таа сепак не добива наследство. Ете го, токму тука го имате споделено примерот брачни другари и две деца, живеат во стан со мала квадратура, станот е наследство на мажот од неговиот татко, жената е вработена, но нема наследство од незина страна, семејната куќа на незините родители по смртта на незиниот татко ја наследува незиниот брат. Так. И тука го имamo фатално делот нели со разводите, со семејното насилство, значи каде оди жената после таков развод, тоа е токму и тој пример каде што жената нема каде да оди после разводот и оставена сама на себе, мора да ги остави децата во куќата на сопругот каде што живее, бидејќи не може да ги земе со себе. Така да сите тие наследството на имотот всушност покренува и многу други прашања во текот на и понатамошниот живот на жената, но и на децата. И затоа ние имаме уште многу како општество неразработени прашања и закони кога се работи токму за ова прашање. Инаку за жените кои што ги интервјуирав, најинтересни беа сега кога сум веќе во овие години, тогаш можам да се кажам се што сакам. Се што ми е така. Да. И најчесто сите тие говореа со некоја емпатија кон минатото, кон тоа што не можеле да го имаат, во смисла и јас работев како брат ми, и јас се трудев како него, значи ја уредував куќата, одев со стоката, меѓутоа не добив никакви права.
Доволно ќе би било да оставеле некоја нива или некој делче каде што они можат, вика, кога ќе ми е тешко да одам да се исплачам, буквално така. Така да многу емотивни моменти во интервјуата со соговорничките и уште многу прашања кои што треба да се одговорат на таа тема, можеби понатаму. Каде може да се најдат овие пишани изданија, Наде? Колку се достапни истите, бидејќи навистина отворивте многу емоции, многу прашања за кои што верувам дека многумина сакаат да се навратат, да ги прочитаат и да го остават амането. Овие се изданија на Музеј на Македонија, така да може да се најдат во нашата музејска продавница во рамки на музејот, но и сега имаме ново отворена продавница во Порта Македонија, каде што ги има изданијата во центарот на Скопје и во нашиот музејска поставка во музеот во комплексот на Македонско село. Исто таму имаме продавница каде што може да се најдат и овие изданија, но изданијата од моите колеги. Колку интересно за и книгите може да ги најдат сите, како што споменавме и претходно, книгите на Мери. Не кажам, на различни, едната во антологија и другата во антологија. Да, првата е само во Арсламин. Во Арсламин, одлично. Александар, дали се смири, дали се поврати, дали тремата замина, да прашаме дали си добар. Треба за сите да се грижи. Имаме и трудница, и ти со трема, на наспиен. И сите со телефоните. Добро, правда, дојде од Крива Паланка, така? Од Крива Паланка, дојде доста доцна, релативно доцна, но не е тоа проблемот, имам некој личен проблем за кој што нема да коментирам, само сакам да кажам дека не се чувствувам доволно спремен за да го издржам целиот трк на емисијата, заради тоа ќе најдеме реклами, да не се секираш. Пред рекламите сакам да ви се заблагодарам за можноста да гостувам. И ние како вистински џентлмен, пошто дами ви имаат што да кажат. Имаат. Ги оставам да кажат све што треба да кажат, а јас уште еднаш ќе ви се заблагодарам за. И ние се заблагодаруваме на тебе. Биди добар, чувај се, здравието е најбитно, Александар, ќе се среди се. Дали е на приватен, на професионален план, ќе се среди, ќе ти испратиме и тоа очекуваме повторно. А гледачите нека останат со Канал 5, следуваат реклами, повторно се враќаме во студиото.